Во латинскиот јазик има 6 показни заменки. Хик, хај, хок, која што школски ја преведуваме со овој, ова, ова. Иле, ила, илут, оној, она, она. Исте, иста, истут, тој, таа, тоа, тоа. Ис, еа, ит, тој, таа, тоа. И двете овие школски се договараме да ги преведуваме исто. Ипсе, ипса, ипсум, сам, сама, само. Во смисла самиот тој рече, самиот тој дојде. И идем, еадем, идем, ист, иста, исто. Во смисла истиот оној човек што вчера рече ќе дојде, денес не дојде. Заедничко за показните заменки е тоа што се менуваат со некои мали фонетски промени по втора, прва и втора деклинација, и тоа машкиот и средниот род по втора деклинација, а женскиот род по прва деклинација. Со исклучок на тоа што заменки, сите заменки, а и показните во нив, генетив и за генетив и датив имаат своји собствени завршетоци, и тоа во генетив завршуваат на еус, а во датив на и. И уште една фонетска промена што е општа. Кога м ќе се најде пред д, преминува во нд, и кога м ќе се најде пред к, преминува во нк. Сега да видиме како се менуваат по падежи секоја показна заменка посебно. Да ја видиме заменката хик, хаек, хок. Во номинатив е хик, хаек, хок. Во генетив го имаме завршетокот иус, хуиус. Со отфрлање на тој завршеток го добиваме непроменливиот дел ху. Па со додавање на и за датив имаме хуи и едно к, хуик. Карактеристично само за хик, хаек, хок е постоењето на ова к, на ова честица к, додадена на крајот, и ја има во целата флексија во еднина. Така, по втора деклинација акузативот би требало да биде хум, па со додавање на едно к, поради правилото кога рековме дека м пред к преминува во нк, имаме хунг, па за женски род ханг, и за среден род, поради тоа што средниот род номинатив, акузатив се секогаш еднакви, хок. Чиста основа, втора деклинација за машки род завршува на о и буквата к, што е карактеристична за оваа заменка, хок, за женски род хак, за среден род хок. По втора деклинација номинативот множина завршува на и, па имаме хи. Прва деклинација женски род, номинатив множина завршува на ае, значи имаме хае. И средниот род тука е малку неправилен, номинатив множина среден род хаек. Во втората деклинација, кај именките, кога учевме, завршеток за генетив беше орум, па сега генетив множина е хорум. По прва деклинација завршетокот беше арум, па сега генетив множина од хик, хаек, хок е харум. И за среден род хорум. Датив множина имаме хис, ист еднакво со аблатив множина, бидејќи рековме дативот и аблативот множина се секогаш еднакви. И завршетокот е од втората и од првата деклинација, како што се менува и именките, на ис.
Истото се однесува и на акузативот хос за машки род, хас за среден род и хас за женски род и хаек за среден род, бидејќи рековме номинатив и акузатив во среден род се еднакви. А завршетоците ос и ас се истите оние завршетоци од втората и од првата деклинација кај именките. Кај заменката иле, ила, илут, повторно во генетив го имаме завршетокот иус, илиус, датив или, сега ја немаме честицата к, таа беше карактеристична само за хик, хаек, хок. И најправилно повтора прва, втора деклинација, машки род илум, женски род илам и среден род илут, еднакво со номинативот. Средниот род номинатив и акузатив се секогаш исти. И ило, ила, ило, чиста основа, втора деклинација на о, машки и среден род, и женски род, прва деклинација, основа на а. Множината е потполно иста со како што се менуваат придавките втора, прва, втора. Значи номинатив множина машки род на и, или, женски род ила е на а е, среден род ила на а. Генетив множина илорум, за женски род иларум, за среден род илорум. Датив и абатив множина, рековме, се исти, завршуваат на ис, илис, илис, и акузативот множина илос, илас, ила. Повторно, номинатив и акузатив среден род се еднакви и завршитоците ос за машки род и ас за среден род се како во втора деклинација за машки род и прва деклинација за женски род. Заменката исте, иста, истут, во генетив имаме иус, истиус, во датив и, исти. Акузативот машкиот род завршува на по втора деклинација истум, женскиот род истам, по прва деклинација и среден род истут еднакво со номинативот. И аблативот чиста основа, втора деклинација исто, прва деклинација иста и втора деклинација исто. Множина, номинатив множина на и, исти, за женски род иста е, за среден род иста. Генетивите најправилно исторум, истарум, исторум, втора деклинација, прва деклинација, втора деклинација. Датив множина и аблатив множина еднакви, завршуваат на из, по втора и прва деклинација, истис, истис. И акузативите машки род на ос, истос, женски род на ас, истас и среден род иста, еднакво со номинативот множина. Заменката ипсе, ипса, ипсум, во генетив под исто така на иус, ипсиус, во датив на и, ипси. Акузативот правилно, втора деклинација на ипсум, прва деклинација за женски род на ам, ипсам, и среден род ипсум еднакво со номинативот ипсум. Аблативот чиста основа за машки род, втора деклинација на ипсо, за женски род прва деклинација на ипса и за среден род втора деклинација основа на ипсо. Множината номинатив за машки род завршува на и по втора деклинација, значи ипси, женскиот род ипса е, по прва деклинација номинатив множина и ипса, среден род множина, рековме, завршуваат на а, номинатив и акузатив, еве го ипса. Генетивот множина ипсорум, ипсарум, ипсорум, најправилно по втора, прва, втора деклинација. Дативот и аблативот завршуваат на ис, по втора и прва деклинација, значи ипсис, ипсис. И акузативот машки род на ос, ипсос, женски род на ас, ипсас и среден род, рековме, ипса еднакво со номинативот.